Утрински стихови од Библијата. 29 март. Новите обратеници се радувале да го јадат лебот на животот. И секој ден беа постојано и еднодушно во храмот. Раскрашуваа леб по домовите и примаа храна со радост и просто срце. Фалејќи го Бога, беа омилени кај сиот народ. А секој ден Господ ги додаваше оние кои се спасуваа. Дела 2, 46 и 47. Јадењето во голема мера е поврзано со верата. Духовното искуство е под големо влијание на начинот на кој постапуваме со својот стомак. Јадењето и пиењето во согласност со законите на здравјето го унапредуваат и безпрекорното однесување. Но ако врз стомакот се влијае штетно, преку навики кои немаат темел во природата, Сатаната ја користи нанесената штета и го користи стомакот како непријател на праведноста, создавајќи вознемиреност која влијае врз целото битие. Бог нема да се прослави ако го запоставуваме или злоупотребуваме нашето тело и на тој начин го онеспособуваме за негова служба. Една од првите должности на домакинката е да се грижи за телото, така што ќе му обезбеди храна што е вкусна и која го зајакнува организмот. Далеко е подобро да се имаат помалку скапи алишта и мебел, отколку да се штеди на храна. Нека вашата трпеза биде привлечна и убава, полна со добри нешта со кои Бог изобилно не дарувал. Оброкот нека биде пријатно и среќно време. И додека уживаме во Божите дарови, да му одговориме на дародавецот со благодарност и слава.